55 годишната прилепчанка Славица Велјановска, 5-та година поред, 8 март, денот на жената, ќе го помине осамена во беда и без основни услови за живот. Без никакви финансиски приливи, Славица преживува во својот скромен дом, каде се чувствува миризбата од прокиснатите ѕидови и студот кој продира низ прозорите и прагот од распаднатата врата. Пред неколку месеци на Славица е диагностицирана депресија, пропратена со несоница, зашто е потребно да пие лекарства кои не е во можност да ги набави. Велјановска заеден и Макфакс ја раскажа незината потресна приказна од детството, за која смета дека е причина за депресијата која ја прати веќе подолг период. Сликите и немилите случувања од незината младост вели не се забораваат. Незините родители, кои сега се починати, имале голем проблем со алкохолот. Пред 12 години по жестока расправија, таткото на Славица со сатар губил незиниот брат-близнак Славчо Талески. Со спијањето имам проблеми. Ако не се напијам шелекс, не можам воопшто да спијам и се нервирам и плачам. Само на плачење ме тера. На необај мисли. Многу тешко. Како сум поминала во животот, детството, се тие слики назад ми се враќаат. Зошто вака јас да бидам? А јас многу бев бистра и во учење, многу учев, добре Јовановски овде прилеп учев, ама немам совесни родители. Мајка ми млада почина на 45. Многу ја тепаше. Нас не бркаше надвор, по снег на улици. Уште од мали сме мачени ние. Славица во својот скромен дом живее без струја, вода, шпоред и останати неопходни апарати за домакинство. Тоалетот е во катастрофална состојба, нема болер ниту пак функционална WC школка. Освен луѓето кои работат во фурната која е во близина на незиниот дом, на Славица никој досега не ја понудил никаква помош. Стара и изнемоштена, секој ден се симнува во центарот на Прилеп, каде проси од граѓаните за кои вели дека се запознаени со незиниот начин на живот, но не се во можност да помогнат. Својот случај 55 годишната прилепчанка неколку пати го пријавувала кај градоначалникот во општината, но оттаму не добила никаква помош, ниту пак образложение зошто локалната власт и социјалните служби не сакаат да излезат во пресрет. 3 пати сум појдена, како 3 пати поиќе пати кај Илија Јовановски сум појдена. Овој што се претпоставени машко и женско има во општина овде. Че ме повика, таа цела зима помина, се уште ме нема викнато. И број телефон му дадов, и адреса и се уште ме нема викнато. Не сте наред, дојдете луѓе, видите како живеаме. Градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски, заеден он и Макфакс вели дека за Славица Велјановска дознал од социјалните мрежи и дека таа никогаш не била во општината. Спротивно на она што го вели Велјановска, градоначалникот Јовановски тврди дека испратил екипа од социјалната служба да ја посетат и да ја помогнат на оваа социјално загрозена жена. Значи, јас ова го видов од социјалните случаеви, социјалните мрежи, ја видов незината реакција, нема дојдено кај мене сигурно, немаме разговарано за незиниот случај, ама пошто видов на што се случило на социјалната мрежа, мислам дека социјалните мрежи, одма го повикав директорот на Центарот за социјална работа, мислам дека лично тој или испрати екипа, појде беше посетена ова граѓанка и добивме информација дека таа пред известно време била во старски дом живеела, се откажала по за нас нејасни причини, а за нејзе прифатливи сигурно причини, се откажала од живењето во домот за стари лица во Прилеп. Велјановска не прима социјална помош. До пред неколку години редовно земала пензија од починатиот сопруг од Германија во вредност од 170 евра, но пред одреден период била измамена од страна на помлад брачен пар. Тие ја советувале да земе кредит и со тие пари да се грижат за неа. Славица го подигнала кредитот и парите ги дала на брачниот пар, кој подоцна ја избркале од дома, а парите ги задржале за себе. Измамата е пријавена во полиција, вели Велјановска, но најверојатно случајот е заглавен некаде во безизлезните судски лавиринти. Таа искрено се надева дека парите ќе бидат вратени, но засега нема никаква пресуда во нејзина корист.